Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз ја срами Република Македонија пред нејзините најважни партнери НАТО алијансата. Македонија и македонската дипломатија не можат да бидат респектабилен меѓународен партнер се додека се водени од луѓе како Зоран Заев и Никола Димитров. Катастрофалната персонална политика во МНР резултира со нови гафови. Заев и Димитров си поигруваат со државата, кога нивните предлози за амбасадори си поигруваат со процедурите. Несериозно и срамно е однесувањето на Дане Талески, советникот за меѓународна политика на Заев, кој не се појави на закажаната одбрана на тези пред неговото упатување во Брисел. Скандал кој ретко или никогаш не се случува во кариерата на професионалните дипломати. На овој настан, Талески требаше да ги брани дипломатските тези во врска со неговото именување за амбасадор во седиштето на НАТО во Брисел. Ако Талески немал тези или не стигнале да му ги напишат, би било почесно да си признае. Со ваквото скандалозно непојавување се покажува дека заложбите на владата на СДСМ за зачленување на Македонија во НАТО се декларативни и паушални. Кога треба тоа да се одработи во пракса, СДСМ има капацитет само за афери кои земјава ја прават несериозен партнер на најмоќната светска воена организација. Прашуваме, зошто се случува ова откажување, кога СДСМ вели дека треба да се забрза пополнувањето на амбасадорското место во НАТО непосредно пред очекуваниот ден за прием на Македонија во алијансата? Дали е тоа затоа што Талески нема добиено безбедносен сертификат, односно владата и МНР премногу доцна ја почнале процедурата за негово испраќање во седиштето на НАТО? Дали при проверките може да се утврди дека Талески имал блиски контакти со представници на други служби, па постои можност за уште поголем срам, односно тој да не добие зелено светло од државите членки? Дали можеби се работи за внатрпартиско владин судир на линија Заев, Спасовски, Димитров, Пендаровски, кој го вклучува Талески? Или пак се работи за прекршување на процедурите од неспособност, зашто алармираат и македонските дипломатски синдикати? Попрашуваме министерот Димитров, дали запирањето на постапките се случува затоа што го исплаши тоа што медиумите открија дека и други именувања на амбасадори се прават со прекршување на законските уредени процедури, во врска со двојни државјанства и други недостатоци, за кои тој треба да одговара затоа што ставил подпис. Почитувани, СДСМ треба да преземе одговорност за срамот што го нанесува на Република Македонија во најстратешките институции со кои соработуваме и сме партнери. За среќа, по 12 април и обновата на Македонија, нашите партнери ќе го имаат вниманието и почитта кои ги заслужуваат. За доброто на Македонија, Зоран Заев и СДСМ никогаш повеќе.